Идниот градски татко Охриѓани ќе го бираат помеѓу 4 кандидати кои фрлиле око на градоначалничката фотелја. Во битка за престижната функција влегуваат двајца доктори, лути политички ривали. Едниот од ВМРО ДПМН, другиот од СДСМ. Првиот доктор Кирил Пецаков, стоматолог и актуелен градоначалник на Охрид, со длабока политичка кариера зад себе и искуство кое му овозможи да го води Охрид изминативе 4 години. Во мандатот кој го ситни, од 10 приоритетни проекти кои им ги ветил на Охриѓани, 8 се веќе реализирани и започнати. Раздолжувајќи одавената во долгови општина, подоцен е да ја продолжи својата визија со уште еден мандат. Новата изборна програма е плод на темелна анализа со визија за модерен, дигитален, економски силен и зелен Охрид, кој живее во хармонија со своето езеро и културното наследство. Во програмата, голем дел од нашата енергија е посветен на изградба на современа општинска инфраструктура. Планираме реконструкција на Кеј Македонија и дел од булеварот Туристичка, изградба на уште една катна гаража во спортскиот комплекс Билјанин избори. Вториот кандидат со кој атакува СДСМ е доктор Асен Шаин, специјалист по орала, една година председател на Охридскиот огранок на СДСМ. Како тазе политичар вели дека има реални идеи, нов концепт и конкретен план за развој на Охрид. Урбанистичкото планирање ќе има нова димензија, ќе воведеме нови еколошки практики, а крајбрежјето на Охридското езеро уредување согласно препораките на УНЕСКО. Културата и спортот ќе добијат нова енергија, а туризмот ќе оградиме на одржливи темели со грижа кон природата, историјата и локалните потреби. По трет пат на градоначалничката позиција цели Стефче Стевоски од твоја партија. Тој е пензионер со високо образование кој својот работен век го поминал во СВР Охрид. Го прашавме што го мотивирало одново да поднесе кандидатура и што би направил за градот. Не можеме да разговараме за повторна урбанизација, повторно само градба, за која што нема средства. Сметам дека треба да се решат пред се проблемите со Буково, проблемите со јавниот простор, со паркиралишта, проблемите со напатниот правец Охрид Светинаум. Најголемиот проблем е иселувањето. Четвртиот кој влегува во изборната трка како независен кандидат Гоце Цветковски, јавноста го запозна на претходните локални избори. Повратникот од Америка вели дека завршил високо образование, но се занимава со градежништво. Прво ќе рушам дивоградбата Северна, а после дивоградбата Северна ќе ги рушам сите други дивоградби со багер. Ако тоа не е можно, ќе одам по примерот на Еди Рама. Значи да појаснам, движење бојкотирам, може да не најдете на YouTube. Не го прифаќаме новото наметнато име и ќе се бориме за самостојна и независна Македонија. Инаку што се однесува до Советот, поднесени се вкупно 11 листи за членови на Советот на град Охрид, 7 од партии и 4 независни листи.